Речиси 18 милиони евра долг оставило предходното раководство на јавното предпријатие за државни патишта. Актуелниот директор Коце Трајановски вели дека долгот бил и до 10 пати поголем од парите кои предпријатието ги имало на сметка, но за краток период успеале да ги консолидираат финансиите. Долговите не биле плаќани по поднесените фактури уште од февруари. Особено голем долг имало предпријатието кон Македонија пат. Трајановски е најмногу задоволен од големиот прогрес во наплатата на патарини. Значи имаме во јули 2024 66 милиони поголема наплата во однос на минатата година. Тоа јасно зборува дека ние работиме посветено, работиме домаќински, за да би можело ова јавно предпријатие да биде во многу стабилна состојба. И уште нешто сакам да потенцирам, значи има подпишано договори со многу високи цени. Само една цена ќе кажам за споредба. За ангажирање на стручен електроинженер од висока стручна спрема за еден час работа е 30.000 денари. Автопатските делници долж коридорите 8 и 10, како Прилеп Битола, Тетово Гостивар и Гостивар Букојчани, а особено патот Кичево Охрид, се во фокусот на надлежните. Министерството за транспорт и јавното предпријатие за државни патишта имаат редовни неделни состаноци за елиминирање на проблемите и забрзување со градбата. Состојбата, ако кажам дека е лоша, би било благ збор. Наследивме катастрофална состојба, каде што проекти воопшто не се менажирале, каде што за обични административни работи се заглавувани проекти по година, 2, 3, ќе дадам само еден пример. Експресниот пат градско Прилеп, кој што треба да забрза движењето на целиот централен регион на Македонија, беше заглавен година и половина заради неформирање на комисија и заради незавршување на процедурални работи кои што во само месец дена ги завршивме и во вторник со информација на влада ќе завршиме и тоа така што за брзо време тој пат ќе биде ставен во функција. Премиерот Мицкоски го повика јавното обвинителство да работи на откривање на целиот криминал во јавното предпријатие за државни патишта, направен пред промената на власта. Според него мора да има одговорност за направените штетни договори поради кои се одлевале пари на граѓаните. Повикуваме од оваа пресконференција јавниот обвинител, ќе повторам, избран од мнозинството СДСМ и ДУИ, да влезе во институциите и да се позанимава со криминалот што го правеле функционерите од СДСМ и ДУИ. Само така ќе покаже дека е навистина неутрален и објективен, поспротивно ќе мораме ние како влада да го заштитиме интересот на граѓаните. Ако не се постапува, ако не се работи, ние мораме, затоа сме платени, ние сме платени од граѓаните, ние мораме да го заштитиме тој интерес. Голем напредок во последниве 2 месеци е направен не само преку собирањето на патарини, туку и управата за јавни приходи собрала повеќе даноци, а царинската управа царински давачки. И покрај пониските приливи во буџетот во првите 6 месеци, особено од ДДВ и акцизи, владата со ребалансот испланира да собере за 2,6% повеќе пари во државната каса. Планот е да се подобри собирањето на овие два даноци и да се зголеми наплатата кај царините, данокот на добивка, данокот на личен доход, пензиско и здравствено осигурување, административни такси, концесии и неданочни приходи.